И на плюс 40 целзиусови степени градежните работници активно работат на терен. Препораките да не се работи на отворено кога е најжешко, особено меѓу 11 и 17 часот, во најголем дел и не се почитуваат. На повеќе места низ Скопје камерата на Алфа забележа работници кои во униформа ги извршуваат работните задачи и тоа точно напладне кога температурата е екстремно висока. Градежните работници на плюс 40 степени работат како да се ставени на брза лента. Од инспекторатот за Алфа потврдија дека постапуваат по представките, но очигледно ако се суди според сликата на терен, тоа тешко се применува во пракса. И додека газдите не се грижат за своите работници како да е крај на светот во најтоплото бараат од нив да работат, синдикатите алармираат дека мора да се почитуваат препораките, но и апелираат инспекторите да бидат поажурни и посериозно да постапуваат по пријавите. Работните места во Македонија секогаш се како минско поле, затоа што голем дел од работодавачите не ги почитуваат не само препораките на владата, туку и правилниците за минимални барања на мобилни градилишта. Поголемиот дел од работодавачите ги забележуваме дека во периодот помеѓу 11 и 17 часот работат на отворено. Мислам дека се уште е слаб капацитетот на инспекторатот за да може да ги покрие сите оние градежни активности на територија на држава, бидејќи не важи законот само за Скопје, гледаме дека и по Македонијата има пријави каде што се тераат работниците да работат во овој временски интервал. Од синдикатот додаваат и дека некои градежни работници се плашат да пријават за да не добијат отказ од работа. Од инспекторатот пак за Алфа вела дека се работи на терен, тврда дека правеле проверки, но и казнувале. Од трудовиот инспекторат не информираа дека само минатата недела биле извршени 30 инспекцијски надзори, од кои 26 биле вонредни. 4 градежни компании велат биле казнети. Инаку Македонија ќе гори и следната недела, а со топлотен бран се бори и Европа. На некои места термометарот достигнува и до 50 целзиусови степени.